Камера, акција! Ова е емисијата на Ања и тета Маја! Добро дојде, сонце мое. О, колку те Ова сакам. беше најдобро, така? Ова беше најдобро. Ќе кажеме ли на нашите гледачи која си ти? Јас сум Ања, Добро. имам 4 години и сакам јас да имам поштер со планети исто, но јас Но треба да почнеме да готвиме, така? но треба да почнеме да готвиме. Јас ти добро? донесов еден подарок, знаеш дека секогаш кога се гледаме, ти носам подарок. И ова е за тебе. Уау, мама! Мама, гледај што имам. Гледај каков подарок. Уау. Ама сега врати се, треба да направиме пита. После ќе го гледаме и читаме подарокот. Врати се. Многу е убаво. И ајде кажи тука што ти направија чичковците од продукцијата. Тука е Ања од 4 години. Покажи го тоа како го на колку години имаш, тука имаш 4, таму колку? 8? Не, тука имам 10. 8, 4. 8, 4, 10. Значи сега ајде да дојдеме со Ања од 10 години и да почнеме да правиме пита. Ајде. Ајде, дојде тука, застани вака, сврти се, кажи ми што ми донесе ти од дома, си донесе даска и ја немам даска пред мене, ама за месењето нема да ни треба даска, така? Да. Да. Знаеш што ќе правиме денеска? Знам. Што ќе правиме? Каква пита? Што имам тука, што е ова, знаеш? Спанак. Спанак. Ние доаѓаме. Вода, јајце, брашно, Масло масло, кисела вода, и квасец. квасец, сол. Така, и сега тоа е останува тоа. само да го замесиме, така? Почитувани мои, добре дојдовте во Готвиме со Маја и Ања. Ова е мојата внука Ања, која конечно порасна да ми прави друштво пред камерите и заедно како дел од нашата семејна традиција да ви подготвиме еден заеднички рецепт. Денеска ќе месиме, така, ќе Да. сукаме и ќе правиме една вртена пита со спанак, која заедно ќе ја направиме, се со цел да си поминеме убаво прво јас и Ања, така, и да ви инспирираме за некој ваш следен оброк. Ќе месиме заедно? Да. Дали знаеш што се става прво? Има ни треба една чинија длабока, така? Ја ќе ставам. Ти ќе ставаш секако, јас не ни планирав да ставам, ти кога си тука, зашто јас воопшто да мислам дека треба да готвам. Повели една дрвена лажица, знаеш чија е оваа лажица? Таа е лажица на баба Милка. На нашата баба Милка, кога јас бев на факултет, ми ја даде и јас ја земав во емисија да ме потсеќа на на моето детство. Ајде сега, не го ставај тоа во уста, сега не треба така да правиме. Биди дама. Почнуваме да ставаме. Прво ќе ги ставиме мокрите состојки. Што знаеш што се мокри состојки? Да. Тие што се течни, така? Да. Ги стураме млеко. Леко. Јас малце може да ти помагам. Да. Да, имаме кисела вода, Кисела вода. имаме масло. Масло. Браво. Имаме 2 јајца. Сакаш ти да ги скршиш или јас да ги скршам? Ја. Ајде, само внимателно, смири се убаво. Ете така, полека, јас ќе ти помогнам. Ајде. Добро, барем се обидовме. Браво. Браво, може јас второто? Да. Благодарам. 2 јајца. Внатре ќе ставиме сол. Јас ќе ти дадам една лажичка. Да. Знаеш моето чинивче за сол? Да. Дали ти се допаѓа? Да, многу. Знаеш каде може да се купи ова чинивче? Каде? Сакаш да им кажеме? Во Комодита и секаде каде што имаат вакви, нели различни, имаме ножеви, имаме. Што е ова? Ова за што е? Бибе. За бибер. Ставаш една лажичка. Браво. Стави ја внатре. И сега јас ќе ти дадам една маталка и ти полека без да се испрљаш, види како си убаво дотерана, убаво ќе ја изматиш целата. Сите се што ставивме внатре, како се викаат овие што ги ставивме внатре? Во кулинарско соус се викаат Водени состојки. водени состојки. Убаво измешај ги. Малце поенергично, вака малце да, може јас ти покажам прво како? Вака. Ајде сега ти. Ја не можам така. Не можеш така, може јас да ти помогнам прво?
Ајде па ти можеш, ако се обидеш, веројатно дека му сакаш да те дигнам малку да бидеш повисока. Да бидеш 12 години. Ајде. Мешај. Јас сум 12 години. Сега си 12 години. Може да ти помогнам? Така. Треба си да споиме, така. Ке ставиме квасец, 1,5 квасец ни е потребен. Знаеш зошто се става квасец во тестото? Зошто? Секогаш кога правиме тесто, треба да ставиме состојка која ќе помогне тоа да нарасне. И таа состојка се вика квасец. Ке ставиме 1 и уште половина. 2. 1,5. Во оваа количина оди 1,5 квасец. Еде јас да измерам вака од долго како што мери ти, ќе мериш исто како мене. И последно нешто, знаеш, за да го нахраниме квасецот, знаеш дека квасецот е жив внатре и треба да се нахрани и ставаме шеќер. Уште еднаш ќе промешаш. Повели? Убаво промешај. Вака сега? Така сега, кажи ми ти дали дома готвиш со мама? Готова? Што готвиш најчесто со мама? Ајде сети се. Прво што сакаш најмногу да тост. Што сакаш најмногу да јадеш ти? Ќе ми кажеш? Да. Што јас сакаш најмногу да јадеш? Макарони. Макарони. А знаеш јас најмногу што сакам да готвам? Што? Макарони. Готова? Измеша све. Измеша се. Браво. Готово. И сега ќе додадеме брашно. Може да додадеме брашно? Да, ја. Ти ќе додадаш? Да. Ајде. Јас ќе ти го дадам брашното, само внимателно ќе додаваме полека, еве ти една голема лажица. Лелеуко. Браво. Браво, ајде. Ја најмногу правам да си играм Со што си играш дома? со кукли, со играчки, со све. Со се си играш, а кој те чува додека мама е на работа? Баба, Која баба? баба од Никола Трипаре. Од Никола Тримпаре баба те чува. И што си правите вие со баба додека те чува, мама додека е на работа и тато? Ти ставај брашно, јас ќе мешам. Што си правите? Може сега да ти помогнам со чинијата, ајде вака да ја ставиме, половина. Без лажица, може? Или сакаш со лажица? Добро. Сакам со лажица. Ти како што ќе кажеш, така? Ле сакако толку. О, леле. Леле. И што си правите со баба додека е мама и тата додека се на работа? Што си правите вие дома? Се глупираме. Се глупирате. И што правите додека се глупирате? Може и јас некој ден да дојдам да се глупирам со вас? Ти си голема. А јас сум голема, добро, ти и баба сте мали, јас сум голема и не можам да се глупирам. Еве брашното е готово за тестото. Да, значи јас го месам прво тестото. Тестото го месите од прилика 3 до 4 минути. Во тестото ставивме јајца, што значи имаме некоја основа налик погача, за да може да биде побогато. Ќе го правиме налик оние кифлички кои личат на лисното тесто, меѓутоа не се. Од нив правиме 5 кори, една врз друга, измеѓу ставаме путер и ја полниме со спанаки со сирење. Затоа тестото треба убаво да го измесите. Прво ќе го месам јас, потоа секако ќе го замеси Ања и ќе го ставиме да стасува од прилика 1 час. Кога ќе биде готова, го делиме на 5 дела. Сите 5 дела убаво ќе ги развлечеме на маса, ќе ги расукаме и ќе направиме кори за да направиме вртена пита. Госпогице Ања, јас ја завршив мојата работа, сега е наред ти да го месиш тестото. Че го месиш 3 до 4 минути. Убаво, силно. Не се меси така, не се удира тесто никогаш, се меси вака, ајде, полека. Ете така, браво. Браво. Големо Толку. тесто. Тестото ни стаса, додека ние се занесовме во правењето на нашата денешна вртена пита. Она што треба да го направите следно е стасаното тесто да го направите во една долгнавеста векна,
да направам простор да ме гледате во процесот. Сепак имате две домакинки тука што треба да ги следите, така ња? Да. Значи да од навеста векна, потребни ни се 3 кори. За да направиме 3 кори, треба да направиме уште, значи, 9 парчиња, за да можеме да направиме убава Ја вртена вака пита. знам. Како знаеш ти? Па исто е, ти направи истото што го правам и јас, прави го и ти. Само да си взимам еден нож, може? Да. И благодарам што ми дозволи. Го делиме тестото на 3 дела. Сакаш да го поделам и твоето? Ајде. Опла. Па, додаваме све да го месиме со уште многу теста. Вака го бум. Ги извадуваме. После ова тесто треба да го направиме вакво. Го тапкаме малце. После го сукаме. Ти без мене готвиш? Мгм. Да, и ми раскажа на гледачите Да. што правиш со тесто, да ги објасни сите постапки. Да. Може сега јас мојата да ја објаснам? Да. Ајде сега да го направиме тестата. Значи го поделивме на 3 дела. Го поделиме секоја парче уште на 3 дела. Јас требам. Имаш и ти дел што не го покри. Не го кажа? Ајде кажи го. Ќе ставиме брашно за убави да направиме топки. Да. Може да ги направам јас моите, ти твоите. Ајде подели на парченца и направи топки. Значи формираме топки, убаво затворени, внатре за да ја затвориме. Што е ова? Тоа е шпатула. А зашто е тоа? Тоа се користи најчесто кога правиме сладки работи, торти, кога сакаме комплетно да ја извадиме целата Или содржина. може да ги тапкаш? Па нема потреба тестото да се тапка, ама да, и јас ги користам сите работи поинаку, не секогаш за тоа што се наменети. Многу сакам да готвам за Ја деца. малце. Веројатно до сега и научив и ме осознавте дека сакам да готвам со деца, заради тоа што навистина верувам дека најмала возраст се почнува. Може и мене да ми направиш убави топки? Можам, дај ми го тоа твоето тесто. Ти благодарам. Многу брашно си ставила. Знаеш дека кога ставаш многу брашно, не можеш да направиш убава топка, заради тоа што тестото е тврдо. Ајде, полека ќе да направим убава топка. Еве вака се прави убава топка. А, И повели убава топка. Ние, сега веќе од кога е согреана ридната, ќе ја ставиме на 30 минути, бидејќи 30 минути ќе ја печеме оваа пита. и мојата пита е готова. И твојата е готова. И ја треба да ја печам. И ти ќе ја печеш нормално, сите пити кога се веќе направени мора да се испечат. Да. Земаме една топка и убаво ја расукуваме. И ја ќе расукувам. Ајде, ти прави сеја што права, може. Не мора да биде многу тенко. Да. Ама меѓу време, знаеш што заборавивме да направиме? Да го стопиме путерот. Имаме путер, ќе го стопиме во микро, заради тоа што не треба да ги премачкаме сите кори и да направат лиснато тесто. 30 секунди во микро, за да го растопиме путерот, да го направиме во течна форма. За тоа време, јас ќе си ги замесам сите векнички. И јас исто. Ќе ги исукам. Знаеш дека сум многу возбудена што си тука, па може би не зборам како што треба. Да. Дали знаеш дека јас кога почнав да ја правам емисијата, ти не беше уште родена, уште беше малецко девојченце и многу тешко зборуваше и јас сега сум многу горда на тебе, што ти си денеска во емисија, ние заедно си разговараме, заедно месиме, заедно се си правиме. Да. И тоа е многу убаво и јас сум многу горда и среќна што ти ми правиш друштво денеска. Од кога ќе ги направите векните, време да го направиме и филот. Знаеш со што ќе ја полниме питата? Со што рековме дека ќе ја полниме? Питата ќе ја полниме со спанаки со сирење, класично полнење ќе направиме, а ќе направиме убава и вртена, ова ни е нашиот путер.
шпатулата која најчесто се користи за сладки, јас ќе ја користам за да го ги премачкам. Браво, многу е убаво, браво. Ни треба спанак. Јас ќе земам даска, имаш и ти твоја даска, така? Да. Добро, и сега треба да го исецкаме спанакот. Прво треба да го уклучиме шпоретот. Ти си уште малецка да користиш шпорет, така да ти ќе ми помогнеш со кинење на спанакот, јас ќе го сецкам, може така, а потоа заедно ќе го пропржиме во тавата. Може? Ева како ќе направиш, така ќе земеш ти едно ливче и вака полека, само многу полека, внимателно. Значи ти полека, вака на помали парченца, ќе ги кинеш и ќе ги ставаш во црвената чинија, може? И земај си од тука, јас ќе ги сечам. И секогаш има начин како да им дадете на вашите деца да ви помагаат во кујна, како да сечат спанакот, може да го кинат, дури е поздраво да се кине заради тоа што спанакот во допир со ножот знае да оксидира и најздрава обработка на спанакот е кога ја кинете. Што значи ја прави одлична активност за вашите деца да ви помагаат додека правите питват спанаки. Повели? Ти помагај ми, јас ќе сечам. Имам уште. Имаш уште, ако заврши ги сите, таман, јас ми треба време да те спасам. Ти си многу брза. Едно чешне лук ќе ставиме за убаво да ни замириса маслото. Едно чешне лук ќе го пропржиме во маслото пред да го обариме, односно да го пропржиме спанакот. Упси. И го ставиме спанакот. Сега малце внимавај, бидејќи спанакот е мокар, може да ви испрска, така што доколку го готвите со децата, внимавајте. Спанакот да биде убаво исцеден. Најдобар начин како да исцедите спанакот кога ќе го измиете. Треба веќе тета Маја. Е да го ставите во чисти крпи и убаво да го провртите, ако немате веќе специјален сад. Исклучете го. Спанакот треба само да се обари, да стане мек и ќе ставиме внатре во калап сирење. Јадеш сирење? Да, јадам. Сакаш малку сиренце да ти дам да пробаш? Сега кора ја мачкаме со стопен путер, а не ја мачка. Доволно е. Тоа го правиме заради тоа што сакаме во основа сите кори да бидат одлепени една со друга, да добиеме нешто налик лиснато тесто, односно лисната пита. Нема веќе. Еве, повели. Ајде мачкај. И да имаме подебела векна која можеме потоа да ја расукаме потенко, кога ќе бидат вака во оваа дебелина, значи отприлика ова е некои си 5-6 мм, една врз друга можеме убаво да расукаме поширока кора која ќе наполниме со спанак и убаво ќе ја свиткаме во ролна. Ставаме трета. Чекај да ти ставам пудер. Ајде мачкај. Сега ќе свртам од другата страна за убаво да ја расукам. Може прво јас малку да ја расукам па после ти. Ти благодарам. Расукувате многу тенка кора. Треба убаво да ја стегнеме. За да ја да го правам вака. Сега тие другите останатите ти треба да ги правиш. Ја? Ја сукате најтенко што можете. Вижте малку, само убаво да ја... Дупче имаш. Дупчена. Сакам да го скријам, ме кажа пред сите. Еве гледај колку ја истегнавме. Буквално е тенка како кора за лист, буквално како кора за бурек. Убаво ќе ја затегнеме. А ја до кога треба да го мачкам? Сега уште малку. И гледај сега што треба да направиме последно. Ви треба еден плех. Ајде, измачкај го плехот со путер, за да не ни се залепи. Браво, доволно е. Доволно. Ставим малку брашно да не ни се залепи. Леле,
Колку големо тесто е. Ќе ставиме од полнењето. На секаде. Значи имаме 3 кури, што значи полнењето треба да го поделите на 3 дела. Овие другите се за мене да ги направам на вистина. Јас за себе, јас за мене ги правев, ама ако толку тебе ти се допаѓаат, нека бидат заедно. Видете се да ќе ми помогнеш ти во овој дел да ги направиме. Може? Океј. Ај сега. Завиткајте ги курите во ролна. И ќе почнеме да мутаме вртена пита. Истото ќе го направиме со сите кори. Ја направивме питата, твоето готово е? Да. Ајде стави го да се пече внатре во плехот. Океј. Без даската ќе ти изгори тука заедно со мојата да се пече. И последно што треба да направите е да го премачкате со малку путер од надвор тестото, ајде само внимателно за да не го дупнеш. Ја ќе го помачкам малце. Ајде ти помачкај го малце. Ставате сусамо до згора. Рината уклучена на 200 степени. Питата ја печеме 30 минути во загреана рина на 200 степени, односно додека не се запече убаво одгоре, не закрска. И да моите те молам. И на твоите те молам. А ние, може да читаме книгата? Да. Повели книгата? Ајде во дневна? И се гледаме за кратко со готовата пита. Нашиот рецепт и тоа беше се за денес. Тоа беше се за денес. Денеска во мојата емисија ми беше мојата гостинка Ања, мојата внука, и се надевам дека ве инспириравме да ги вклучите вашите деца повеќе во вашите готвачки активности по дома. На тој начин ќе изградите силни индивидуи кои утре може да се грижат за себе и за своето семејство. Јас морам да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ми овозможуваат да бидам креативна, па и да градиме млади готвачи во зародиш. Тука се Подравка, кои со своите производи ми овозможуваат секогаш да можам да направам различни рецепти со својата широка палета, убаво да ги зачиниме и да ги замирисаме. Тука се Комодита, кои секогаш ни даваат прекрасни садови, прекрасни убави алатки со кои можеме да воопшто да готвиме. Синерджи, кои имаат фантастична палета на додатоци во исхраната, односно, кои се грижат за вашето здравје, погледнете ја нивната палета и побарајте ги во аптеките. Арис де Грас, кој се грижи за хигиената во нашата кујна и не постои нешто што не може да го исчисти. Тука се Риверсофт и Солопром, кои ми помогнаа да го направам овој амбиент и ме опремија со убавата програма на Vox апаратите, Pixel Print и La Linea, кои ми го направија убавиот амбиент, ми прават убави магнети и сите оние можни желби од печатени и принтани материјали кои јас ги имам во оваа емисија, за да можам да ви понудам различни опции. И секако Слободен печат, кои се тука да ми овозможат дополнителен медиумски простор каде можам повеќе да се дружам со вас. Останете ми во добро расположение, вклучете ги децата, а гледајте не веќе во следната епизода на Готвиме со Маја со нови рецепти и нови идеи. Чувствам дека пак ќе биде нешто месено.